Ученици здраво! Јас сум Фроска Јанеска, оделенски наставник од Основното училиште Ѓорѓе Апулевски, аеродром Скопје. Овој видеочас е наменет за ученици од трето оделение по предметот работа со компјутери. Наставната содржина која денес ќе обработуваме е анимирани ликови и кадри на ликовите, програма анимација. Што ќе научиме на овој час? Целта која што треба да ја постигнеме е да се запознаеме со поимот анимација, да умееме да создадеме едноставна анимација. На почеток би сакала да ве прашам, кој е вашиот омилен цртан филм? Еве неколку цртани филмови кои вас ви се веќе познати. Том и Џери, Маша и Медо, Штрумфови. Сите овие цртани филмови представуваат анимација за која денес учиме. Да видиме што е тоа анимиран или цртан филм. Анимиран филм представува илустрација исполнета со хумористични елементи. Луѓето што ги цртаат ликовите во анимираните филмови ги нарекуваме аниматори. Ајде да се запознаеме со поимот анимација. Анимација представува брзо прикажување на секвенци од слики. Можеби некој од вас првпат го слуша зборот секвенца. Ученици, секвенца представува повторување на неколку слики што прават една целина. Движењето, анимацијата се постигнува на тој начин што повеќе слики последователно се пуштаат со голема брзина. Со брзото менување на сликите се добива впечаток на движење во човечкото око. Еве еден пример. На првата слика автомобилот го гледаме во левиот дел од сликата. На втората слика автомобилот го гледаме во средина. И на третата слика автомобилот го гледаме во десниот дел од сликата. Кога ќе ги пуштиме сликите да се менуваат со голема брзина, добиваме впечаток дека автомобилот се движи. Како да создадеме едноставна анимација? Во денешно време постојат повеќе програми за создавање на анимации. Една од нив е Pencil 2D. Со помош на оваа програма ќе создадеме едноставна анимација. Би сакала да ви објаснам како се користи оваа апликација. Во левиот дел од прозорецот се прикажани алатки за цртање. Делот во средина е главниот дел за цртање. Во десниот дел од прозорецот имаме палета со бои. А во долниот дел од прозорецот се наоѓаат копчињата за додавање на нови слики и активирање на анимацијата. Со оваа апликација јас направив едноставна анимација облаче која се состои од две слики. На првата слика го нацртав облачето каде што се смее и врне дожд на десната страна. На втората слика облачето има тажен лик и дождот врне на левата страна. Кога овие две слики ќе се пуштаат
една по друга неограничено, се добива крајната анимација, каде што добиваме впечаток дека облачето ги движи очите, устата и дожд врне и од лева и од десна страна. За домашна задача ве охрабрувам да искористите вашата фантазија и оваа програма која можете да ја преземете од следниот линк, да создадете анимација по ваш избор. Се надевам на многу креативни анимации. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.